Хил ги пренесе впечатоците како е да се живее во строго обезбедената зелена зона во Багдад. Призна дека во земјата има загриженост поради рокот за повлекување на американските борбени сили на 31 август, но е уверен дека Ирак е на вистинскиот пат, кога ќе се направи споредба со состојбата од пред 7 години. Целта на натамошната американска заложба во Ирак е трансформирање на војната мисија во цивилна, со која ќе раководат американските дипломати, брифираше Хил. Ова се случува во време на деликатен момент за Ирак, кога се уште не е формирана новата влада, а има пораст на насилството. Мислам дека е важно за младите во Ирак да сватат дека тоа е нивна земја и имаат огромна можност да изградат нова држава. Безбедносната состојба е нестабилна и се наоѓа на незадоволително ниво, но Хил изрази увереност дека ирачките сили ќе бидат ефикасни откако ќе ја преземат одговорност од американските војници. Некогашниот амбасадор во Македонија во септември ќе напушти владината служба по над 30 години минати во неа. Хил ќе биде новиот декан на катедрата за меѓународни студии на Универзитетот во Денвер. Соединетите американски држави не планираат да се мешаат во внатрешните прашања на Ирак, но и натаму ќе го помагаат процесот на одржлив развој и демократски процеси во земјата, изјави Кристофер Хил. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.